На самиот почеток на емисијата ви најавив дека мој прав гостин е господинот Дејан Шкартов. Со него ќе разговараме како и секогаш за скапоцените камења или како сакате за минералите. Денеска ќе разговараме на темата за тврдината на минералите. Овде во раката држам едно парче дијамант, кој што дијамантот важи за најтврд камен или најтврд минерал. Господине Шкартов, добро ни дојдовте во нашата емисија. Драго ни е што сте повторно гостин кај нас и што ќе можеме еве уште еднаш да ги информираме нашите гледачи за нешто што верувам дека не често се зборува меѓу народот. Добро вечер, односно добар ден, добро ве нашол. И па нека кажам дека не се зборува, но секој ден се повеќе и повеќе благодарение на сите наши напори и се повеќе и повеќе почнува да се разговара и за минералите, и за тој чудесен свет на минералите, кристалите, особено за природните, и дека полека како колектив, како заедница почнуваме да го усвојуваме и да го апсолвираме и тој дел од културата. Така, јас во најавата кажав дека во раката држам едно парче дијамант, тој е најтврдиот минерал, нели, како што кажавме. Ке може ли да ни објасните нешто повеќе за него? За дијамантот е најлесно, може 3 емисии да зборуваме. Така. Па да, дијамантот е каменот, можеби тој е најпознатиот скапоцен камен, за кој не верувам дека има човек кој не слушна. И тој е секогаш некако најатрактивен, најбаран, најскап. А она зашто денес, онаа призма низ која денес ги разгледуваме, практично е нивната тврдина и нивниот физички квалитет на отпорност и на тврдење. Ова парченце кој го носиме во нашата наставна кутија, не знам колку камерата може да го фати тука. Мислам дека добро се гледа. Толку, едно многу мало парченце дијамант, димензијата му е некаде можеби до 1 сантим, до 1 сантиметар, десетина милиметри во должина. Така. Но ова е кубична форма, ова е кубус. И ова е многу специфичен и затоа многу ни е драги, многу е атрактивен кога ги држиме нашите предавања и нашите лекции по минералогија и по кристалографија. И еве го, тука е... Така, овде може го да се види. Дури, ете го, може ако го ротирате малку да го мрнете, гледачите да видат дека има некаква кристална форма. Так. Значи, нешто што се наметнува како прво прашање, како е тоа ваков неугледен, каква е оваа негова грао, некаква неугледна боја? Така, обично за дијамантот важи, нели, можеме да видиме она продирна, убава, што свети боја. Што рефлектира сјај. За дијамантот се врзани оние принципи на огромно количество светлина, она што е сјај, особено кај обработените, кај брусените дијаманти, кај кои што начинот на кој што тие се обработуваат и се брусат е исто така строго простудирана и дефинирана шема, геометриска шема со точно определени агли на тоа како да се бруси, водејќи сметка за рефракцијата, односно дифракцијата и рефлексијата на светлината, за да практично таа така наречена круна на дијамант, односно павилјон на дијамантот, оној долен шпицас дел, практично служи да тој како светлосниот зрак кој влегува во него, се рефлектира од едната страна, удира во другата страна и повторно се враќа назад. И затоа, кога дијамантот ќе го видиме, целиот онака блеска на целата димензија од каменот. Постојат камења кои не се добро обработени, каде што има темни зони, например централниот дел кај плитко брусењите продзивни скапоцени камења, и така натаму и така натаму. Сега во моментот задниве 10-20 години
извонредно се развиени, застапени и расширени разните имитации на диамантите. Значи најчесто оној кубичниот циркон или кубик цирконија, еве вака личат исто како овие кои гледачите ги гледат на мониторот, но ако видите, јас не знам првите 5-6 години од мојата професија, речи си да не можев да ја разликувам, да ја приметувам разликата, но генерално вака еве и гледачите ако можат некако да добијат представа, кога се наблюдува еден диамант и еден циркон со иста димензија, кај диамантот ќе видите малку поголем контраст на боите. Значи, блескавите нијанси, зони се поблескави отколку кај цирконот, а потемните нијанси се потемни и присуство околу аглите, рабовите на светлосните зони, како мали виножитца, присуство на ефектот на виножито, заради прикошувањето. И така, и сега некако, дури ни се случи задниве години по некоја дама да дојде со диамантски прстен, од Дукан, и ќе речеме, господјо, се извинуваме, ова да не е диамант? И она, да, добро се разбира. Така го препознавте. Значи, тоа е она, нормално, овој диамант кој го имаме ние во нашата колекција е со многу пониска вредност. Така. Тој е со инклузии, значи не е продзирен. И подоцна во разговорот ќе кажеме каква е неговата употреба. Исто така, иако да кажам дека задниве 5 до 10 години, 5-6-7 години, полека и овој тип, и оваа класа, и овој квалитет на диаманти, полека почнува да се пробиваат на пазарот на накит. Така. Од какво значење е тврдината за детерминација на минералите? Па, да, одлично прашање. Тврдината на минералите е еден од основните фактори за нивна детерминација. Значи, зборувам повеќе онаа првата фаза кога тие се истражуваат во природата или кога треба да се детерминираат одредени камчиња или одредени грудки за кои не сме сигурни. Значи, како што рековме и во минатите емисии, еден од првите аспекти на кристалите по кои што се детерминира е хемизмот, значи емпиријата, хемиската формула, која се испитува во лабораторија и која, например, кај кварцот е SiO2, еден атом на силициум, 2 атоми на кислород. Кај калцитот е CaCO3 или калциум карбонат, или кај пиритот е железен сулфид, железови сулфур. Но тоа не е секогаш едноставно да се детерминира на терен кога сме во планина или надвор. Вториот аспект, како што рековме, е нивната боја. Значи, знаеме дека тиркизот е со небесно сина боја, смарагдот е со зелена, жадот, нефритот е со маслинево зелена, рубинот е црвен или македонскиот е розев, така. Така, горскиот кристал може да биде млечно бел, полупродзирен или стаклесто продзирен. И тоа е една од алтернативите за надополнување на недостатокот на енергијата на диамантот. Малахитот е зелен, лазуритот е син и така натаму. Значи, тоа е исто еден аспект, но тоа исто така не е доволно, бидејќи може два слични минерали или камења, односно различни видови на минерали да имаат иста боја. Тогаш настапува третиот елемент, значи нивната кристалографија. Значи, ако можеме да приметиме одредени законитости на геометриската форма на кристалот, како што рековме, еве, например, кај овој аметист на фотографијата, гледаме дека кај него се точно определени страните и јаглите помеѓу тие страни. Еве, ова е еден карнеол, кој денес можеме да го подариме на некој од слушателите. Геометриската форма не би можела да се одреди кај вака обработените камења. Сега, доколку
и таа не е присатна, например кај јасписите или кај оние кои се аморфни, тогаш одиме кон овој аспект кој е исто така еден од првите за детерминација, а тоа е тврдината. Тврдината е квалитет, еве ова е топаз, и тоа е еден од минералите со највисока тврдина, односно еден од трите најтврди минерали, и еве го македонскиот рубин на левата страна и на десната страна обкружен со македонски амазонити од Маријево, кои се некаде во средината на тврдината на минералите. Тоа значи, практично тврдината кај минералите зависи од енергијата и односно од силата која частичките или атомите на минералот или на кристалот ги држи врзани заедно. Значи, ако тие врски се или ако таа енергија е голема, тогаш таа цврсто ги има стегнато, ако таа е лабилна или пониска, тогаш тие се пораспадливи или помеки. Така. Сега, како се определува? Нека остане да кажеме понатаму, ако треба Така. само да најавиме. Така, јас само сакам да најавам дека, да кажам, односно, дека нашите гледачи може да се вклучат во разговорот, нели? Ќе подариме еден минерал, меѓутоа вие ќе ни кажете ова не е македонски рубин, претпоставував, мислев дека е тоа, меѓутоа не е според бојата. Како се вика овој минерал? Да, ова е карнеол, Така? англиски карнелијан, и латино подрачјето говорно го вика корниола или карнеол. Името му доаѓа од карнеус, значи Така. месо, и првите ахати карнеоли биле наоѓани, мислам, негде во Стари Египет, тука околу Медитеранот, и заради месестата боја која ја имале кога ги наоѓале во природата, го имаат добиено тој назив. Ово е, обично тоа е еден од калцедонската групи на минерали, припаѓа во групата на кварцните минерали, кои се аморфни, Така. значи микрокристални агрегати врзани заедно, и тие се одликуваат со доста висок степен на тврдина и заради тоа се многу присутни во изработката на накит. Денес да кажам дека се во поекономичната класа на камчиња, додека во минатото биле прилично скапи и го наоѓале своето место во накитот на фараоните. Така, значи првиот гледач кој што ќе се јави во нашето студио на телефонскиот број 2521-003 ќе може да си го добие ова прекрасно подароче од господинот Дејан Шкартов. Значи, почитувани гледачи, 2521-003 можете да се јавите во студиото, ако имате прашање до гостина да му поставите, ако не, ќе бидете добитник на ова навистина убаво камче, привезок за ланче, односно. Привезок за ланче, Така. тоа е она што ни е хит продукт. Така. Обично, кој ќе ги наредиме на тацнички на саем, потоа не препознаваат посетителите и јавноста, и тоа е најекономичната варијанта на обработка на минералите или на скапоцените камења. Закачката е сребрена, со одличен квалитет и може да биде, се надеваме на гледачот што ќе се јави, ќе му помогне малце во денешницата. Така. Одреđен ни јавува дека имаме гледач на линија. Добар ден, кој се јавува? Ова Виолета од Скопје. Ја гледам вака вашата емисија и често Добар ден, гледам имаме ли гледач на линија? Кога кажува за Ало? Виолета? Режија, дали ќе може да не поврзите со гледачот? Ало? Виолета на телефон? Виолета на телефон? Ние овдека во студиото не можеме ништо да слушниме, меѓутоа еве гледачката може да остави име и презиме и телефон. Виолета Онковска на телефон од Скопје. Така да ќе после емисијата ќе ја исконтактираме и ќе си го добие ова прекрасно привезоче. Да продолжиме ние понатаму, еве со... Значи, диамантот е најтврдиот минерал во природата, го знаеме. Во изработката на највисоко квалитетниот накит, велат дека во некое време дури почна да го бие глас дека е најдобриот пријател на жената, но
мислам дека мажот е најдобриот пријател на жената. И така, понатаму ќе кажеме уште нешто за за една од другите употребни вредности на дијамант. Така, дали постои начин на рангирање за тврдината на минералите? Да. Секако од најмеките до најтврдите постои таа така наречена Мосова скала на тврдина. Така. Од австралискиот минералог, геолог Мос, Фридрих Мос, мислам дека се вика, направена е таа скала и на неа се означени. И обично во минералошките дескрипции за секој минерал стои неговата тврдина. Рековме од 1 до 10 и можеме да ги набројаме. Најевтин, најмек е талкот, кој е практично изузетно, има талкови карпи. Мислам дека во Македонија, во Велес, постои една фабрика која се викала Талковна, која се занимавала со мелење на талк од карпите кои биле вршени ископувани, и тој има многу широка употреба воопшто во фармацијата, во козметичката индустрија како носечка материја, носечко средство во која се вградуваат активните материи на козметичките средства. Јас го знам, прва асоциација на талкот ми е кај гимнастичарите, оние кои се ги мачкаат раците со магнезиум и талк, за да не им се прават плускавци на дланките, и она што се става во кондурите да не ни се потат нозите. Значи, број 2 е гипсот, и од гипсот имаме едно парче донесено. Гипсот исто така е минерал кој го има во Македонија, не знам дали може камерата да го фати. Тоа е ова парченце. Гипсот го знаеме преку кредите во училиште. Значи, тоа е практично мелен калциум сулфат, и една од неговите основни карактеристики, значи како ќе покажеме дека е еве го парчето гипс, значи ова парченче гипс е од Дебарскиот рудник. Така. Од каде што се вадат за радика, за кнауф, фабриката. Македонија велат дека е едно од најбогатите наоѓалишта на гипс во Европа, и еве го едно мало парче, сега само камерата нека фати да ја демонстрираме тврдината, еве. Значи можеме, велат дека тврдината со број 2, дури мислам дека може и еве го. Значи може лесно да се скреши. Да, а еве можеме со ноктот, не знам дали се гледаат овие трошки, еве го. Значи, ова е еден од најмеките кристали и тој може да се рони со ногти. Е така. Значи, тој може да се меле, знаеме колку е кредата мека и со малце подолго пишување на табла се рони, се троши. И обично е кажано дека помеките минерали се секогаш минерали кои во својата формула им содржат вода. Например, гипсот е калциум сулфат со слободни молекули вода. Потоа, не знам, сулфиди и така натаму. Еве опалот, иако припаѓа на групата на кварцни кристали, тој повторно еден од помеките затоа што својата кристална структура содржи молекули вода. Затоа исто така халидите, значи кристалите на солта, камената сол, тие исто содржат молекули вода, која веројатно тоа присуство на вода ги прави порастресити, помалку збиени, и таа вода, ако е слободна, во кристалната решетка секогаш има тенденција во текот на еволуцијата да се ослободи, значи да се намали и минералот да постигне повисок степен на тврдина. Таков сличен случај е и со она наоѓалиште на север од Македонија околу во Косово и западна Србија, каде што има опал, зелен опал или хризопал,
каде што практично хризопразот е кога хризопалот ја загубил во текот на генезата частичката, атомот вода, кој го врзали, така добива на својата цврстина, но ја губи можноста да го добие оној опалесцентен сјај кој пак ја дава повисока вредност на пазарот на накит. Така. Господин Шкартов, дали можеме да направиме, да ги поделиме или да кажеме кои камења, односно кои минерали спаѓаат во тврдите, а кои минерали спаѓаат во меките? Да. Кажавме два. Так. Третиот рековме дека е калцитот, го тука, калциум карбонат или го тука, преовладува доста во Македонија. Значи, обично пештерските камења, пештерите кај што се сталактити, сталагмити, обично тие се сите калцитски творевини или кречот, како би се рекло, дури калциум карбонат и кречот. Ова е калцит, CaCO3. Тој има тврдина 4 и односно 3, и со малку потешко се гребе со прст. Го вака, има некои трошки, а полесно се гребе со ноже. Тука имаме еден скалпер и сега, нека видат, со врвот, так, ја цртата. Значи, многу лесно се гребе со нож. Калцитот е еден од најраспространите на планетата, заедно со кварцот, и лесно се раствора со HCl, со хлороводородна киселина, или за детерминација му се става оцетна киселина. Так. Одиме кај број 4, тоа е флуорид, го одма тука. Значи, ова е еден октаедар на флуорид, тоа е една од неговите најпознати геометриски форми. Значи, како што рековме минатиот пат, две пирамиди со базисот споени. Слична ваква форма може да се јави и кај диамантот. Го. Сега, тоа е тврдина 4, исто така можеме да го гребнеме, но малку потешко со врвот на ножето. Камчето ја даде својата жртва за науката. Океј. Значи, флуоритот е исто така еден од првите кои почнува да се употребува во накитот. Од она што рековте дека помеките ги нема толку присатни во изработките на накит. И тоа често им го кажуваме на луѓето кои како трагачи наоѓаат некое калцитно камче па не ги носат. Прво заради тоа што заради малата тврдина и малата отпорност кон гребење, практично тврдината е отпорност кон гребење. Ако се направи камен од помек, скапоцен камен или камен за накит од некој од помеките, тој многу брзо ќе се изгребе и ќе го загуби својот се. Затоа од нив не се прави накит. Потоа рековме број 5, да видиме, апатит. Имаме едно малецко апатитче, да не го покажуваме, бидејќи не е толку значајно. Број 6, многу важен, фелцпатите или групата на ортоклази. Македонскиот амазонит. Амазонитот од Македонија припаѓа во групата со тврдина 6. Веќе кај нив мислам дека не можеме да направиме гребаница со ноже. Ајде да пробаме. Значи, тие веќе редовно се употребуваат кај накит. Не може. Значи, ова е тврдо. Од нив се прави керамика. Ајде да видиме. Ова е една негова убава страна. Не. Скалперчето не го гребе, но ќе пробаме на друг начин, нека остане во фокус камерата. Го минералот со тврдина 7, еден од најосновните, и тоа е кварц. Го горскиот кварц. Горскиот кристал има тврдина 7, а фелцпатите тврдина 6. Сега, со еден шпиц или со остра ивица на кварцот, прави една резанка. Дури прашина излезе. Значи, секогаш потврдиот го гребе помекиот. Сега, ако гледачите го прават овој експеримент, нека никогаш
не го пробуваат да го гребнат помекиот со врвот на шпицот, бидејќи врвот е практично апиксот, најквалитетниот дел на кристалот. Секогаш нека пробат, како јас сега, со задниот дел, за да не го уништат. Иако е овој потврди го гребе другиот, некогаш и помекиот може да го оштети потврдиот камен. Значи, тврдина 7, групата на кварцните кристали, каде што се горскиот кристал, аметист, цитрин, ахат, карнеол, најголемиот дел, јасписите, огромната група на јасписите, значи еден од најголемата група во која се наоѓаат скапоцените или полускапоцените камени. Значи, на времето тие биле скапоценни, кога имало помалку наоѓалишта во светот, кога технологијата и постапката за обработка била многу потешка и барала повеќе време, додека со текот на вековите, особено задниве 20-30 години, не знам, задниве 100 години, откривањето на новите наоѓалишта во Јужна Америка допринесува и во Африка допринесува да одредени минерали од групата на кварцните кристали, како ахатите и карнеолите и јасписите се практично на тони се обработуваат и извезуваат на пазарот на накид, затоа настанал оној така наречен изведен термин на полускапоцени камења или тврди камења. Да кажеме дека тие се секогаш многу потврди од групата на карпите, од кои што, например, да кажеме, гранитните карпи се едни од најтврдите, најотпорните, најцврстите, и гранитните плочи во индустријата на архитектура и на украсување и орнаменти, еден од најскапите материјали, кој во себе ги содржи фелдспатите со тврдина 6, калцедонот или кварцот со тврдина 7 и потоа некои лискунски или лискунска компонента која е пак многу мека. Мене ме интересира, бидејќи еве нели македонскиот рубин спаѓа, можеме да кажеме слободно дека е бренд за Македонија, станува бренд во Македонија, така. Го носиме на плеќите неговото. На кое рамниште, на кое место е тој? Потврдина? Рубинот е 9. Потврдина 9 и тоа е една од основните елементи на неговата промоција и на неговото брендирање. Значи, дека ние го имаме најтврдиот камен по диамантот, што е многу важна работа. И сега, замислите, ние учиме како се брусат скапоцени камења од самиот почекот, обработувајќи го еден од најтврдите камења во класата на накитот. Нормално, добро е, тоа е добро за нас, затоа што не знам, преку таа постапка на брусење на камењата, практично не се бруси само каменот, туку се бруси, се профинува, се облагородува и човекот кој се занимава со тоа. Дури ние кои ги правиме промоциите, викаме, леле, ова изгледа сите овие маки, кога ни е нешто тешко, бидејќи денес не е лесно да се успее во животот, сепак секогаш си правиме асоциација на тоа колку е голем отпорот и абразијата кога се обработуваат камењата, за да бидат тие символ на возвишениот аспект на природата во материјалниот свет. Да повториме уште еднаш онаа убава мисла крилатица, дека се смета дека светот на кристалите, односно на скапоцените камења, е можеби оној аспект на природата во материјалниот свет кој најблиску се доближува до принципот на совршенство. Оти таа совршена организација на распоредот на атомите, како да е навистина детерминирана и диригирана од некаква повисока свест, со која ние општиме или имаме можност можеби да дојдеме во контакт, или тој да подобри нашата аспирација кон спознанието и на Бога на крајот на краиштата. Зашто може да се употребуваат, зашто служат меките минерали, бидејќи нели се потешки во обработката, каде може да најдат? Меките или тврдите? Меките. Па да, меките се секогаш индустријски аспект. Значи, мелење, не знам, калцитните варијанти, туфови, не знам, травертини се употребуваат, или за
поплочување на тротоари, патишта, Така. потоа травертините од Кучково, ако не грешам, се оние со кои е поплочено нашето собрание, собранието на Република Македонија. Значи, оној жолт, многу интересен, карактеристичен наш, која мислам и зградата на Кјуби е поплочена. Нека ме исправат градежниците ако сум сгрешил, мада овој податок го знам. И потоа, не знам, мелење за да се прави туцаник или пак се мелат како компонента во изработката на асфалтот или така. Оние што се зборуваме за карпите, рековме гипсот се меле за да се прават елементите кнауф, гипсени прегради, затоа што гипсот може да го има во огромни количества, како например рудникот Радика или Дебар. Тоа е, велат, не само пештерата со оние прекрасни кристали кои се феномен на природата, кој мора, мислам дека и го имаме заштитено со закон, туку тоа предпријатие со багери копа во површината, не знам, една цела планина имаат да ископаат, за да тој се меле, да се прават гипсени плочи и да се извезуваат во целиот свет. Знаеме колку е гипсот важен за брзото и економично градежништво во денешниот ден. Така, да не зборам за овие со понизок степен на тврдина, како оловните руди, како металичните руди, например, бакарните, оловните и така натаму. Додека тврдите се многу поважни од нашиот аспект. Значи, сите тие од петка нагоре, шестка, петка, значи, почнувајќи од флуоритот, па нагоре, кварцните се всушност оние минерали кои не интересираат, кои се јувелирски и од кои може да се направат парчиња кои со генерации ќе бидат чувани, наследувани и носени и како семеен накид. Оти знаете, тој принцип на долговечност, значи доколку е нешто потврдо, значи дека е поотпорно и значи исто така дека е подолговечно. Мекото се распаѓа. Значи како некој слаб човек со слаб карактер, подмитлив, денес ваков, утре цвртел. Значи тоа е тој принцип. Затоа секогаш луѓето сака да го имат она што стварно ги води кон апсолвирање на тие квалитети кои ги има. Еве, например, да кажеме дијамантот. Јас имам и онака некоја асоциација дека за да биде што потврд минералот, како што на почетокот рековме, тврдината нивна бидејќи зависи од енергијата која ги држи неговите честички, атоми, иони или молекули заедно, врзани, значи како штрафови на камион, толку цврсто стегнати да не можеш да ги мрднеш со ништо, со гола рака. Исто така предпоставуваме дека таа енергија е всушност огромна енергија вложена во нивната композиција и која можеби ние на некој начин можеме да искористиме, а дефинитивно мислам дека се предвидува дека енергијата добиена од кристалите ќе биде една од решенијата за снабдување со енергија на човекот, но не знам дали нашата генерација тоа ќе го доживее. Така, господине Шкартов, веќе сме при крај со нашиот разговор, времето ни истече. Ви благодарам за тоа што бевте со нас денеска, за тоа што подаривме еден прекрасен камен, еден прекрасен привезок, за тоа што успеавме да ги информираме нашите гледачи на оваа тема, нели, за тврдината на минералите и се надевам дека во следната емисија ќе имаме исто така интересна тема. Благодарам и вас и стоиме на располагање за натамошните муавети. Така, ви благодарам уште еднаш, а ние, почитувани гледачи, одиме понатаму. Следува кратка пауза, па потоа се враќаме повторно назад во студиото.